Утринава најавивме многу теми кои што ќе ги имаме во денешната утринска нателма. Дел од нив реализиравме, ни остана уште неколку. За прв пат во формалното образование кај нас ученици го следеа предметот планинарство и токму тоа ќе биде нашата тема во следните минути, но сакавме повторно да го слушнеме гласот на нашите граѓани, да видиме како тие размислуваат кога станува збор за воведување на изборен предмет планинарство и кој е нивниот став за тоа зошто децата треба или не треба да бидат се почесто во природа и природно опкружување. Да слушнеме или погледнеме анкетата, а потоа се дружиме и со нашата гостинка во студиото. Што мислите за воведување на изборен предмет планинарство во училиштата? Да, е перфектно, бидејќи ќе треба децата да запознаат повеќе природата, него цело време да поменуваат на таблети, пошто сега живееме во модерно време на AI. Значи сите деца од мали работат со технологии и тоа се ќе биде почесто и почесто и дури губат некои деца не ни биле на природа. За жал, значи се повеќе треба да се вложи во планински туризам. Македонија има голем број на планини, неискористени ски центри. Супер. Тоа мислам. Би било супер. Не знам што друго да кажам, тоа е прекрасна работа. Ма не е лошо, зашто нека има. Не е лошо. Па може во тие општини каде што има можности и планински региони, зашто да не, сепак ќе треба да биде малку подобро организиран, побезбеден во секој случај, бидејќи планината знае да биде и пријателска околина, но треба да биде човек и внимателен, да биде со добри водичи. Може би да биде факултативен, со помал број на часови, но во секој случај физичката активност и запознавањето на природата во денешно време стана потреба во споредба со тоа како сме пораснали ние пред 15 или 20 години. Па тоа е добра работа, затоа што луѓето ќе осознаат малце подобро природата, ќе знаат кои се нивните планини, и освен седење по кафичи ќе имаат и некое друго хоби да се надеваме. Меѓутоа најбитно е односот према природата и како таа се чува. Би било супер. Го поддржувам. Апсолутно се сложувам. Колку според вас е важно децата да поминуваат повеќе време на водна отворена? Нормално, многу важно, многу, затоа што децата се затворени веќе покрај овие технички можности, компјутери, таблети и така. Па пред се поради нивното здравје. Само од искуство тоа го кажувам. Значи да не бидат нонстоп во град. Збориме, ако е овој град кој е тотално загаден и нефункционален ни за живот, ни за ништо, излегувањето во природа, значи или на планина, би било прекрасно едно искуство, едно дружење. Во секој поглед е добро. А затоа што е поздраво, прва работа за секого му треба здраво дете. Ако сака да му биде здраво, нека го пусти на воздух, нека го пусти на спорт и нека ги тргнат телефоните. Може би тој предмет не треба да биде облигаторен, но треба да биде факултативен и ако децата ги учиме да си ги сакаат сопствените планини, а ние сме планинска земја, топло го препорачувам. Ја препорачувам таа идеја за факултативен предмет. Затоа што е добро и за физички развој, добро и за психички и за ментален развој. Во денешно време најголемата зависност е електронските уреди и движењето во природа и надвор е, мисламе, позитивно од секој аспект. Од суштинска важност, да се блиски со спорт, со рекреација, активност, било каква, особено на отворено. Бидејќи на тој начин ќе бидат повеќе социализирани едни со други, нема да живеат во виртуелен свет, нема ќе живеат во некој реален свет. Значи се повеќе спортски активности, има многу модерни спортови, можам да кажам сега се формира и федерација пикабол. Исто така тоа е многу интересен спорт за млади деца, не треба посебно знаење, нешто е како мини тенис. Со полесно може да се влезе во спортот, значи повеќе државата на спортски план треба јавни терени за тенис да направи, терени за пикабол на јавни површини, кај што со мала инвестиција во реквизити може да го поменуваат денот надвор да им биде поинтересен. Зависноста од паметните телефони е загрижувачка, да ви кажам право, а со отварањето, поминувањето време на отворено, пред се ќе им се овозможи да комуницираат едни со други, да развиваат подобро ментално здравје, да развиваат подобро социјално здравје, едноставно да бидат поздрави и да имаат основни комуникацијски вештини.
Навистина одлични одговори од граѓаните кои ги сретна Софија и чиста вистина, како велиме, нешто што ја покажува вистинската потреба па и неопходност за младите или сосема нормално, природно и логично да бидеме таму каде што припаѓаме, тоа се разбира во природа. Но го подзабораваме тоа со современиот начин на живот и се што ни се нуди, го подзабораваме на најважното, тоа што апсолутно позитивно влијае на нашето здравје. Но има надеж, како велиме, секогаш одлични иницијативи, особено кога имаме и во образованието. Така е, Наташа Бошковска ни е во студиото, оделенски наставник во основното училиште Гоце Делчев од општината Могила. Меѓу другото и планинарски водич при Федерацијата на планински спортови на Македонија, искусна дама, која што може совршено добро да го предава предметот планинарство. Инаку, оваа учебна година, која што веќе е завршена, за прв пат во формалното образование кај нас ученици го следеа токму овој наставен предмет и ние сме некако инспирирани од оваа убава промена или реформа во образованието, која што се надеваме дека не само во општина Могила, туку ќе стигне и во сите останати градови, па и во главниот град, каде што навистина е, да речам, има најмногу деца кои што нели посетуваат училиште и така натака. Важно е да градиме здрави генерации, важно е да ги носиме во природа, да бидат на отворено, бидејќи многу од одговорите на анкетираните беа дека можеби некогаш децата не ни знаат како изгледа да се оди во природа, не ни знаат што се има таму и така натака. Ова е еден предмет кој што, како велите, од заштита на животна средина, развивање животни вештини, топографија на земјата, флора и фауна, па се до рекреација и здрав живот, многу работи се опфатени. Наташа, прво искрена благодарност што утрина од Могила ни пристигнавте во студиото. Добре ден, од Битола. И драго ми е што утрово ќе имаме можност еве малку да продискутираме за вака важни теми, кога е образованието во прашање, но и кога е нели градењето здрави нации, односно здрави генерации, здрава младина. Како се случи да биде имплементиран овој предмет, поточно да стане, претпоставувам, од една планинарска секција или нешто што е присутно нели како изборен момент кај децата во училиштата, да премине во нешто што ќе биде како редовен предмет? Прво, добро утро на вашите гледачи. Ви благодарам на поканата и пријатно се чувствувам еве овде со вас. Па ќе почнам накратко. Јас сум одделенски наставник, меѓутоа моето запознавање со планината почна негде 2010 година. И со самото тоа се наметна и потребата да станам и планинарски водич. Така да тајковно се стекнав и со двете лиценци при Федерација на планинарски спортови, каде ги поздравувам моите колеги, значи со нивното искуство придонесија и од содржините на тие обуки, јас да се јави кај мене идејата да нешто од тоа се спроведи и со учениците. Сепак, кај нас во основните училишта станува збор за помали ученици, така да и она што јас го изучував како водич требаше да се сведе на едно основно ниво за учениците. Во текот на 2019-2020 година се понуди можност да има во наставни активности во училиштата со еден послободен карактер и нив да можат да ги следат наставници кои имат одредено хоби, во случајот, во мојот случај планинарењето, и со моја драга колешка, наставник по хемија и таа влюбеник во планините. Започнавме многу ентузијастички, оформивме една планинарска секција со 17 на ученици. Прво, концептот беше да ги запознаеме теоретски со основите на планинарењето, дека не е само идејата да не станувам од Сабајле и сакам да одам на планина, туку треба подготовка за процесот на планинарење. Така да тие се запознаја прво со основната опрема на еден планинар, што се и содржини во првата тема од програмата за планинарење, првата помош и заштита, исхраната што треба да се носи со себе,
потоа во опремата технички дел. дел. Се она што е потребно за престој на планина. Да, многу битно не само личната опрема, туку временската прогноза е еден од важните фактори, значи тоа се технички фактори, и местото каде што одиме. Има вода, нема вода, топографија. Така е, да. Значи, спомена и во анкетата дека луѓето, односно децата и сите оние кои што се во природа треба да бидат подготвени за се она што го носи природата, која што во многу наврати знае да биде и непредвидлива. Да, и затоа поголем дел од часовите, всушност предметот се содржи 36 часови, се изучува во едно полугодие, се темели на првиот дел од темата. Значи, секако тука фатен и тренингот, значи на еден планинар. Учениците тогаш, во 20-та година, сега се тие матуранти, ама уште ги носат емоциите, значи, од нашите планинарски тури, беа воодушевени и ние бевме воодушевени, значи, со мојата пријателка. И направивме доста добри искачувања, значи на врв од 1400 метри надморска висина, на познатите езера, на Пелистер планина, значи За која возраст на деца беше, Наташа? 8 и 9 одделени, односно 13 и 14 години. И тоа беше периодот кога бевме и во Короната, да. И бевме сите внимателни, беа и нивните родители тука. Многу е битна, морам да нагласам, помошта на родителите во однос на превоз, на поддршка, значи, пошто сепак планината е оддалечено место од градот и тоа е малце не хендикепира во... Добро, но ова се за четоците, веруваме дека допрва сето ова ќе се развива. Каков беше интересот на децата? Жилни ли за престој во природа? Значи, фантастичен. Јас и не очекував толку, тие влегоа доста сериозно во самата подготовка на, значи, последниот дел од програмата беше за организирање на самостојна акција. Значи, недела пред тоа, например, одиме на планина, подготвена мапа, значи кои се изохипсите, дали е стрмно, не е, каде имаме вода, колку на почеток да носиме, колку на крај, која храна, значи колку време ќе биде искачувањето, колку километри. И морам да нагласам дека и во делот, ја следев и од анкетата, застапена е и етичкиот кодекс на честа на македонските планинари, тоа е превземен од Федерација, така да се пази на другарите, на групата, на екологијата и на сето тоа учениците беа толку внимателни, одговорни, навистина јас бев изненадена. Потоа во наредните години, мислам следната година, заради овај успех некаков, мој личен, значи и во моето училиште со нашите ученици, две наставнички по географија, тие веќе географи, ги поздравувам и нив од училиште од Битола, ја спроведија програмата и во нивното училиште и ден денес се функционираме некако. Значи, ни прави проблем времето, малце во акциите на крајот на школската година. Тоа е природата. Ама да, се трудиме. Значи, да сме во чекор и учениците, да, избират планинарска секција. Кога во образованието, значи, влезе системот на изборни предмети пред неколку години, тогаш се најдов јас лично пред уште еден предизвик, таа самата содржините од самата секција ги претвори во наставна програма и со поддршка и од Федерација и поддршка и од училиштето, директорот на моето училиште, поздрав до сите. Значи, сепак постои тим на луѓе кои мора тука некаде да се за нешто да профункционира. И психологот на училиштето. Или да се направи некаква промена. Да. Ја понудивме лани 2025 година во Бирото за образование програмата и без никаков проблем беше одобрена. Тоа значи дека во иднина може да биде имплементирана и во многу други училишта кои што прояват интерес? Да, значи, секој училиште, наставник ше заинтересиран, претежно можат да предават наставници од физичка, здравствена култура, географи, наставници кои поседуваат некое планинарско искуство, значи,
можат да ја превземат од страната, официјалната страна на Бирото за образование и да ја следат во да својата... Да. Интересно е што ако зборуваме за нашата одговорност, за тоа дека ние сме тие кои што треба да им покажеме на децата како и на кој начин би требало да ја засакаат природата и да ја чувствуваат желбата да бидат што почесто во природа, веројатно тука се појавува и таа неопходна потреба да еден ваков предмет биде дел од образовната програма. Во време кога што се помалку физички активности има, часовите од 8 часа кои што траат или едно работно време, да речеме, децата поминуваат претежно во училишната клупа, се јавува се поголема потреба за излегување надвор. Но некако ваквите иницијативи се за поздрав, но за жал се ретки и затоа кога ги има, едноставно сме воодушевени, а треба да биде тоа тековно составен дел од образованието и од образовната програма. Во однос на вашиот впечаток за тоа како тие тоа го доживуваат, кога не се работи само за теорија, кога се работи за пракса и кога ќе се види како и на кој начин се учи преку дружењето во природа, тогаш го добиваме постигнуваниот резултат, а не за жал некогаш фрустрации од сите она кое што теоретски се нуди, се бара знаење, на крај сме незадоволни или имаме незадоволителна оценка. Како дискутирате со вашите колеги за тоа, со вашите ученици за тоа и што е најважно кога веќе се нуди тоа како предлог и се понудило како предлог во Министерството за образование, нешто што може да биде дополнителен мотив и инспирација за останатите наставници кои можеби не само за планинарењето, туку и за други физички активности имаат ваква или слична идеја. Јас доаѓам од мало училиште, значи тим на наставници кои мене добро ме знаат, а и во секој случај во моето училиште има голема поддршка. Дури и наставниците пројавуваат желби, ајде сега кога ќе одиме на планина, значи. Па во следниот период се надевам и тоа ќе го направиме. Така да мислам дека самото присуство на ваков предмет планинарење, а и други сличени на него кои се однесуваат на физичката активност, внесува една позитивна клима и во самото училиште и во местото кај што каде што се работи. Така да ги поздравувам, еве пред 3 недели ми се јави колешка од Скопје, не ја познавам, не ја знам, значи беше заинтересирана, кажете ми каде, како да го најдам и јас исто така бев многу позитивно изненадена и контакти постојат, можат мене кои... Се надам дека и ние преку оваа денешна емисија ќе придонесеме за што поголема промоција на овој новитет кој што постои во формалното образование и дека се поголем број на училишта ќе го применат со оглед на тоа што и повеќе од потребен. Никаде сме пред крајот, Наташа, јас би сакала да ни споделите во што најмногу ужива децата изминатава школска година посетувајќи го овој предмет, што им беше најинтересно во природа, затоа што велите на крајот се толку подготвени да изработат можеби се она што е потребно за одржување на една планинарска тура, но предпоставувам дека самата практична настава во природа си го прави своето и има посебни моменти во кои што тие уживаат. Во што уживаа најмногу децата? Тие, по моје искуство, значи, ова година јас не одржавме планинарска акција, се извинувам кон нив. Ке очекуваат. Да. Ама, значи, во делот на теоретскиот дел беа толку сконцентрирани, значи, моите ученици во планинарската секција, толку беа насочени, што јас не ги познавам такви. А исто така, во нашето училиште, предметот го водеше наставникот по физичко и здравствено образование и тој имаше позитивни искуства. Значи, децата ги видовме во едно поинакво светло. Да, и мислам дека и следната година истото ќе се случува. И годинава тие во нивното свидетелство за крајот на годината ќе имат и оценка по
планинарење. Планинарство. Да. Посакуваме да се случува истото и посакуваме што повеќе поминување време во природа или на планина. Теоријата е важна, да, многу го зборуваме за планинарењето и тоа како е важно пред се да биде тоа во пракса, односно да се планинари, а впрочем децата тоа и го бараат. Да бидеме реални во текот на една школска година и екскурзиите кои што се случуваат еднодневни се минимални. Потребата си ја кажуваат самите деца или самите млади, па треба едноставно да ги следиме и да ги слушаме. Тие кои го следеле предметот и на екскурзиите веќе знаат како да се однесуваат заради тоа што го следеле предметот планинарење. Веруваме дека бевме навистина со одличен разговор, но истовремено и добар пример за тоа како и на кој начин треба да имаме малку напредок или трансформација во образованието, особено кога зборуваме за различни спортови и за сакување на истите, а и поминување повеќе време во природа. Наташа, ви благодариме за вашето гостување. Благодарам.